Драги гледачи, наш соговорник денеска е Маријана Ѓорѓиевска од Прилеп, планинарка Високогорец, која што пред неколку денови во својата последна експедиција се искачи на Исланд Пик во Непал, на Хималаите, врв повисок од 6000 метри надморска височина, но морам да потенцирам пред да започнеме со разговорот, дека досега ги имаш искачено и сумитите на Европа, во Елбрус, Аконкагва во Јужна Америка и Килиманџаро во Африка, како и многу други највисоки врвови во европските држави. Да го започнем разговорот со оваа последна експедиција, се вративте тука во Прилеп. Какво е чувството после искачувањето на овој врв повисок од 6000 метри, за прв пат на толкава надморска височина се искачувате? Најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата за овој разговор, како и предходно вие сте верен поддржувач и афирматор на сето она што јас го правам, и вака кога ќе слушнам некој друг да зборува што сум направила, си викам, боже, навистина не сум направила малку. Да, точно е, пред неколку денови се вратив од Непал, од моето последно искачување на врв во Хималаите, врвот Исланд Пик, кој што морам да напоменам, доколку се пребара на Википедија или на интернет, висината изнесува 6165 метри надморска височина, а локалното непалско население вели дека врвот е со височина од 6189 метри надморска височина, така да јас го почитувам она што го кажуваат непалците, односно местното население. Чувството е прекрасно. Немам зборови со кои што би можела да го опишам нештото, но ќе се обидам колку што можам преку слики и фотографии да пренесам и да видите како било и какво е тоа доживување. Да, публиката ќе има можност што ќе го гледа ова видео, гледачите да погледнат како изгледало тоа преку твоите фотографии и видеа што не ги достави. Еве, колку време траеше подготовките за да заминеш за Непал? Тука во Прилеп, во Македонија, но и таму како течеше целиот процес на аклиматизација, колку денови се одвива искачувањето? Често напоменувам дека јас сум во континуирани подготовки, бидејќи не знам што би можело да излези за искачување или како еден предизвик со кој што ќе се соочам, но конкретно идејата за искачување на врвот Исланд Пик се роди негде пред 2 години, кога преку спонтани разговори со лица со кои што се запознавме при искачувањето на врвот Аконкагва, се договоривме да направиме една заедничка експедиција. Тоа беше со хрватска група. Тогаш се обидов да најдам определени спонзори, бидејќи ова е експедиција која што навистина кошта, но неуспешно. И затоа искачувањето на Исланд Пик го оставив за некое време кога ќе се створат услови за тоа. Самите припреми, кога веќе се конкретизира самото искачување на врвот, траја речиси 1 година, значи за овој врв навистина сериозно се подготвува, од причина тоа што станува збор за Хималаите, еден планинарски сон за секој планинар. Дури сите оние авантуристи кои што не се занимаваат сериозно со планинарење сакаат да појдат на Хималаите. Не сакав да потврлам, како и во ништо во животот. Подготовките ми започнаа пред 1 година. Правев интензивни тренинзи со мојата инструкторка Александра Оровчанец. Потоа имав технички подготовки за искачување на Карпа, заедно со инструкторот Киро, познат како Киро Паланката, и паралелно, подкрепена од моето досегашно искуство, си правев кондициони тренинзи на планина, преку планинарење и велосипедизам, и сето тоа ми даде една добра физичка основа, а паралелно со тоа и ментално, односно психички се подготвував за да бидам комплетно спремна за соочување со предизвиците кои што ги носи еден хималајски врв. Конкретно јас кога ќе пристигнам таму, на местото на злосторот, немам подготовки. Значи, се препуштам на моментот. Подготовките за мене секогаш траат претходно. Потребна е навистина голема храброст за да одлучиш да одиш некаде,
финансиски да се спремиш со опрема, како што спомнав, кондиционо, физички и психички. Значи, кога веќе сум таму, јас немам простор за размислување, односно сум таму за да го искачам врвот нормално во некои разумни услови каде што не би се сносила со определени ризици по однос на мојот живот или по животот на групата со која што доаѓам. Колку денови траеше целата експедиција? Целата експедиција траеше 19 дена. Значи, од самиот лет од Белград до враќањето повторно во Белград. Дали бевте само од Македонија или имаш и други членови во експедицијата од Македонија? Не, ние бевме мешана XU експедиција. Експедицијата беше составена од 7 македонци, 5 од Македонија, една од Германија и еден од Австралија. Имаше членови од Србија, Црна Гора и Босна. Морам да напоменам дека бевме 8 мажи и 8 жени, едноставно како да требаше да си ги израмнуваме силите и чест ми е и горда сум заради тоа што повторно жените се покажаа како посилниот пол. Се искачија повеќе? Да, ниту една жена не се откажа од искачувањето, сите 8 жени се искачивме, првите 4 жени кои што стапија на врвот бевме, првите 4 лица кои што стапија на врвот беа 4 жени, 2 од Босна, една од Србија и јас, заедно со нашиот шерпас Агами. И ова е повторно уште еден доказ дека жените на планина навистина ги рушат сите лимити, ги поместуваат сите граници, заради тоа што можеби карактерните карактеристики некогаш се пресудни за и упорноста која што ја има самата жена, се пресудни за искачување, за успешно искачување и симнување од еден врв. Значи, условно кажано, посилниот пол тука е послаб на планина. Не би да го коментирам ова, бидејќи не знам понатака кои коментари ги има. Колку часови траеше самото искачување на врвот? На 31.10. во 23 часот и 5 минути по локално непалско време тргнавме за искачување за последниот самит пуш на врвот Island Peak и таму бев после 10 часа и нешто, односно првата фотографија според она што можам да го видам ми е направена во 9 часот и 35 минути. Враќањето до базен камп, значи целокупното одење и враќање беше негде околу 14,5-15 часа, каде што во базен камп имавме мал одмор и повторно се упативме кон патеките, за да се симниме на 2 села пониско од она што е каде што ни беше нашиот базен камп на 5100 метри надморска височина. Ова е убавина. Тешко, ама вредно. Мора да ви јава да седнем као и он. Се имавте. Еднаш да се дојде во живото е вредно. Lo costa la vida, ¿no? I want also a same picture. Две и пол, речиси 3 години, не сум била на надморска височина над 3000, односно над 5000 метри надморска височина. Во самата програма имавме аклиматизационо искачување, кое што со душа го чекав, бидејќи сите научни истражувања кажуваат дека телото ја памти висината од 3 до 6 месеци. Моето тело не било на 3000, веќе 3 години на таа височина и навистина со душа чекав за да видам како ќе реагирам. Самостојно си направив една аклиматизација на 5000 метри надморска височина, што значи отприлика околу 5 дена бев на висина над 5000 метри надморска височина и чувството е незаборавно. Зошто се вратив назад со овие 5000? Заради тоа што секое искачување над 5000 за мене представува едно посебно доживување и охрабрување на самата себе си дека да, навистина ме бива и уживам таму.
а искачувањето на 6189 метри надморска височина, особено на таков идеален ден кој што доколку по порачка го баравме, немаше толку добро да го одбереме, нема зборови, навистина не можам да најдам зборови да го опишам тоа, особено кога си тет-а-тет со врвови за кои што си слушал, за кои што си мечтаел и сонуваш дека некогаш ќе појдиш таму. Така да имаше една прекрасна панорама од врвовите Лоце, Нупце, Макалу, Амадаблам. Тоа се светски познати врвови кои што се сон за сите познати светски планинари и високогорци, така да чувството е навистина прекрасно. Дали имаше поглед на највисокиот врв? Монт Еверест? Од самиот врв немавме видик кон Монт Еверест, бидејќи тука се наоѓа Лоце кој што го спречува тој видик, но затоа за време на аклиматизационите искачувања бевме до една точка која што се вика Еверест Viewpoint, каде што има хотел на 3880 метри надморска височина и имав шанса да се запознам со Еверест од далеку и да му речам здраво како си, можеби еден ден ќе се видиме, можеби и не, но сепак ми е задоволство што се запознавме. Освен искачувањето на врвот Исланд Пик, имаше можност да погледнеш и други, значи, интересни карактеристики места кои што ги има Непал. Да, точно така. На враќањето имавме ден и пол можност да престојуваме во градот Катманду, каде што нормално, јас сум од Прилеп и појдов да го посетам Манки темпл, односно тоа е најголемиот будистички храм таму и е карактеристично тоа што во цел храм има мајмуни. Значи како некој вид амбасада на прилепчани во Непал. Да, тоа е прилепско мало во Непал, во Катманду. Потоа го посетив Националниот музеј на Непал, главниот градски плоштад и неколку локални ресторани и кафички. За крај на овој интервју нема да те прашам што е наредно, нема и онака да не откриеш, така да ќе чекаме на твоите изненадувања. Во една реченица, кога се качи горе, што ти помина низ глава, дали можеш тоа да го кажеш? Да, ми помина Господе, ти благодарам што сум ова јас. Господе, ти благодарам што ме натера да го правам ова што го правам, за да можам да ги видам овие убавини во светот. Маријана, ти благодарам за издвоеното време, за ова интервју, за нашата редакција и за нашата екипа. Уште еднаш честитки за искачувањето на овој врв и ти посакувам многу среќа во понатамошните твои замисли и идеи кои што ги имаш во високогорството и неговата промоција, со кое што не само што го промовираш Прилеп, туку и целата наша држава.